Добро утро, Сузе, до тебе и до нашите гледачи. Како што спомена, ова е период на празнување, на радост и подарување. За жал, голем е бројот на семејства кои што во овој период од годината не може да си дозволат радост ниту за себе, ниту за своите ближни. И тука е добро да потенцираме дека сите ние сме општествено одговорни и мислиме едни на други за време на празнувањето. Фокусот на редниве минути во Македонија наутро го ставаме на, како што спомена и ти, хуманитарната акција, во која што дечињата од Основното училиште Димитар Поп Ѓоргиев Беровски добија пакетчиња од Сдруженијето Адра Македонија, а тие пак решија да подарат на своите другари, на дечиња од социјално ранливи семејства со бројни пакети хуманитарна помош. За сето ова детали дознаваме од нашите соговорници. Велам добро утро за Зорана Костовска од Сдруженијето Адра Македонија, нам позната пријателка на Македонија наутро, и Иван Дејановски, директор на Основното училиште Димитар Поп Ѓоргиев Беровски. Добро утро. Зорана, ќе благодарност веднаш до македонската телевизија, која што сте прва телевизија во Македонија, што се сетивте денеска да го одбележите овој наш заеднички настан. Како што сте вие прва македонска телевизија, така и ова Димитар Поп Ѓоргиевски Беровски училиште е прво училиште кое што појавило иницијатива да донира. Ние подаруваме новогодишни пакетчиња подготвени од децата од Германија, кои што секој дете добива картонска кутија и по своја потреба и по своја можност и по своја желба и идеја го комплетира пакетчето. Секој пакетче е уникатно. Таму може би има школски прибор, може би има чоколади, бомбони, може има облека, значи се и се што. И сега оваа традиција ќе ја продолжи ова училиште. Они се придржуваат на нивното мото, подобро училиште, подобар свет, и со подароците што ги прават. Еве, веќе имаме одлична донација на алишта и на храна. Значи, ќе ги усреќат многу деца во руралните средини, кај што нашата Комбе Адра и во моментот сега донира пакетчиња на цела Македонија. Ние имаме потреба, денеска имаме потреба да поделиме 200 пакетчиња во руралните средини. Тоа продолжува до 31 декември и ќе се потрошат сите пакети, 3800 пакети Адра донира на сите деца во Македонија, на центрите со посебни потреби, на училиштата и на социјално загрозените семејства. Иван, добро е да се спомене дека баш во овој период од годината, кога ни е потребна радост плюс, децата одлучија да помагаат на децата. И тука не е само моментот на донирањето и хуманитарната помош. Тука е моментот дека децата ги учиме на емпатија, ги учиме на солидарност. Нешто што во ова брзо, турбулентно живење, во борбата за преживување секојдневна, и тоа како е потребна. Пред се, добро утро. Поздрав гледачите на Македонската радио и телевизија. Така. Месец декември е месец кога нели се новогодишните празници, божикните празници. Традиционално нашето училиште Димитар Поп Ѓоргиев Беровски секоја година спроведува хуманитарна акција. Хуманитарната акција се состои од собирање на храна или облека и наменета е за оние дечиња кои што најмногу им е потребно. Реално голема благодарност и до Адра, која што традиционално соработуваме веќе неколку години заедно со нив, каде што нашите дечиња собираат храна, подаруваат, а исто така и примаме од страна на организацијата Адра за дечињата кои што најмногу им е потребно. Имаме зад нас пакетите кои што се собра во вид на хуманитарна помош. Што се има во нив, што се донираат дечињата? Пред се храната, облеката е приоритет кој што е потребно за дечињата во новогодишните празници, да ги затоплиме, да ги порадуваме сите оние кои што најмногу им е потребно. Реално да им предизвикаме на насмев кај нивните лица, да ги затоплиме колку што можеме. Се разбира, тоа е завршено од нашата страна, од дечињата, родителите. Благодарност и до сите вработени од нашето училиште кои што помогнаа да се реализира оваа хуманитарна акција, но ние не престануваме тука. Реално поттик ќе ни биде да во иднина и други училишта го следат нашиот пример, да собираат нели и да донираат храна, облека, таму каде што е најпотребно. Сепак тоа е и целта и на самата хуманитарна акција. Тоа е нашата соработка. Ние сме помоќни. Така е, секогаш заедно сме посилни. Секој до година, секој дете ќе добие картонска кутија, значи ова ќе го пренесеме. Ова што го работиме со Германија, сега ќе биде на нашата територија Македонија, значи секој дете кој што е во можност ќе добие картонска кутија и по своја желба ќе го наполни пакетчето. Тие пакетчиња ќе одат во тешко продните рурални средини. Верувајте ни, нашето Комбе овде во планински предели кај што тие деца не знаат ни телевизија што е. Значи на право место,
и направи деца. Значи, благодарност уште еднаш на целиот тим на училиштето, не само на директорот, и на претходната директорка, и на целиот тим, и на дечињата, што ја прифатија оваа прекрасна хуманитарна акција. И се надевам дека оваа акција ќе одекне и во другите училишта и дека само како иницијатива ќе ги инфицираме да се пријават, да донираат и они за до година да бидеме уште побогати со многу пакетчиња за сите деца со посебни потреби, за децата од социјално загрозени семејства и во руралните средини. Исусама, накусо пред да го видиме изненадувањето кое ни го подготвија учениците, години наназад сте вклучени во најразлични хуманитарни приказни. Можеме ли да потврдиме од искуството кое што го имате, дека сме хумана заедница? Апсолутно. Иако не сме богата земја, иако сме мала земја, со она што сум фатувала во повеќе земји кај што соработуваме со хуманитарни организации, можам да кажам дека македонскиот народ е многу добар, тофол и чесен народ. Ви благодарам за разговорот. Сега за да го најавиме вториот дел од она што следува, за мене омилениот, дојдовме суза овде во училиштето и се подготвивме за обичен информативен разговор, додека домакините ни кажаа не, ние така не дочекуваме, ниту пак испраќаме гости. Зашто станува збор? Одлично изненадување кое што на почетокот на новата работна недела, верувам на сите ќе ни донесе насмевки на лицата. Уживајте.
Реков, нема поубаво изненадување и поголема радост од децата. Ви благодарам многу на сите. Ќе ги поздравиме гледачите на Македонија наутро. Ќе им пратиме еден бакнеш. И среќна нова година. Сузе, нема поубав миг вака да го заокружиме денешното линковско вклучување. Погледнете ги децата, тие се нашата радост, извор на енергија, иако живееме на вистина тешко време, сепак нам ни почна многу убаво утрото. Студио? Кики, не можевте поубаво изненадување да ни приредите утрово. Добивте аплауз од од сите присутни во студиото утрово во Македонија наутро. Ви благодарам уште еднаш. Бакнежи и топли поздрави до тебе и до сите дечиња во училиштето која ни ја подготви оваа прекрасна изведба.